кабинетот на председателот на Република Македонија, господа пензионирани генерали, почитувани генерали и команданти на единиците, почитувани припадници на Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија, почитувани представници на локалната самоуправа, почитувани представници на медиумите, почитувани гости, дами и господа. Празнувањето на денот на Сдружената оперативна команда од денес влегува во историјата на армијата на Република Македонија, како ден достоен за почит. На сите нас ни представува особена чест и задоволство што токму денот кој во историјата на Македонија представува паметник за христијанското востание, е воен празник кој го слави најголемата оперативна команда на армијата на Република Македонија. Во годината кога Република Македонија одбележува 70 години од Аснов, но и од ослободувањето од фашистичките поробувачи, горди сме што денот на Сдружена оперативната команда ќе не подсетува на нашен настан од нашата историја. Во 22 годишниот развој на армијата на Република Македонија, Сдружената оперативна команда има дадено значаен придонес. Почетоците на оваа команда се забележани кон крајот на 90-те години со формирањето на командата на копнената војска. За понеколку години со започнувањето на темелните реформи за приближување кон НАТО да се преструктурира во Сдружена оперативна команда. Денес со особена гордост можам да констатирам дека Сдружената оперативна команда чекори смело кон исполнувањето на сите предизвици, мисии и задачи, поставајќи силен белег во достигнувањето на високите стандарди на армијата. Благодарение на безпрекорното извршување на задачите, но и примената на современите стандарди за работа на штабовите и командите, Сдружена оперативната команда за релативно кусо време прерасна во команда достојна за почит. Ефикасноста во командувањето и контролата со подчинетите единици, како и реализацијата на модерна обука со персоналот, овозможи Сдружена оперативната команда да биде еден од главните столбови на кој се потпира Генералштабот на армијата на Република Македонија во остварувањето на уставните задачи на армијата. Почитувани присутни, користам прилика на сите генерации припадници на армијата на Република Македонија, кои биле дел од Сдружената оперативна команда, да им одадам признание за посветеноста, професионализмот и упорноста во извршувањето на сложените задачи, но и во зградбата на капацитетите со кои денес оваа команда располага. Убеден сум дека припадниците на Сдружена оперативната команда со нивните успеси, како и во изминатиот период, ќе ја трасираат иднината на штабното работење во армијата на Република Македонија. Не смее да се заборави и огромниот придонес кој како команда со директниот ангажман го дадовте во подготовката и извршувањето на мисиите предводени од НАТО, Европската Унија и Организацијата на Обединетите нации, но и во реализацијата на голем број вежбовни активности дома и во странство. На крајот сакам да ви порачам да бидете достојни на традицијата и на оние кои на денешен ден, пред повеќе од едно столетие, за прв пат пред светот ја објавија вековната девиза на македонскиот народ «Слобода или смрт». Сонот на Беровски, Малешевски е исполнет, а наша постојана обврска како господари на војничката професија е да продолжиме по патот на успехот. На крајот на сите вас, припадници на Сдружената оперативна команда, ви го честитам денот на командата, со искрени желби за постигнување на нови успеси во задачите и предизвиците кои стојат пред вас. Да живее Република Македонија! Да живее армијата на Република Македонија! Благодарам.